Генералниот секретар на НАТО Јенс Столенберг е во посета на Белград, каде се сретна со српскиот премиер Александар Вучич. Тој изјави дека алијансата ги отстранила ограничувањата на воздушниот простор на Србија, кои се формираа пред 16 години за време на Косовската војна. Столенберг изјави дека таквиот чекор е дел од нов почеток во односите меѓу НАТО и Србија. Тој ја пофали посветеноста на Србија за нормализирање на односите со Косово и порача дека диалогот е единствениот пат за напредок. Децата кои живеат на улиците во северниот пакистански град Пешавар имаат ново место каде што може да живеат и учат. На околу 1000 деца ќе им биде понудено место во новото училиште. Проектот беше отворен од пакистанскиот политичар и играч на крикет Имран Кан со цел да им се обезбеди на сиромашните деца образование, за да може понатаму во животот да си најдат работа. На исследовании гендерных вопросов. Это фестиваль о том, что... Осмиот поред меѓународен филмски фестивал на ЛГБТ и заедницата започна синоќа во Санкт Петербург, Русија. Фестивалот го отворија филмовите на британскиот режисер Питер Гринвеј и на рускиот режисер Сергеј Есиестейн. Дебатата за хомосексуалноста на Эйсенстейн во Русија се уште е табу, како што беше додека тој режираше филмови во 30-тите години на минатиот век. Прогонот на ЛГБТ и луѓето во тоталитарните режими е главната тема на овогодишниот фестивал. Находятся в Санкт-Петербурге, из Европы. Они, естественно, очень важны для фестиваля.